Разговарам со економистот, економски аналитичар Зоран Јовановски. Добро вечер и ви благодарам што сте во тема на денот. Добро вечер, благодарам за поканата и поздрав до гледачите. Го замислив ова малку како економски брифинг, сакам да опфатиме неколку повеќе актуелни теми поврзани со економските текови. Прва тема, неизбежна инфлацијата. Таа се стабилизира во изминатиот период, но трошоците на живот и натаму се на исклучително високо ниво. Дали се работи за структурна инфлација или имаме само пролонгирани последици од глобалните шокови? Да, инфлацијата е исклучително важна е за граѓаните, важна е за компаниите. Меѓутоа има еден интересен феномен за кој што многу малку се зборува кај нас, за инфлацијата кај нас во земјава. Значи, постои нешто што е вкупна инфлација и кога од таа вкупна инфлација ќе се тргнат промените во цените на храната и енергијата, тогаш она што останува се вика базична инфлација. И сега мислам дека би се верувало дека кој ќе ги трнете цените на промените на цените на храната и на енергијата, дека она што ќе остане релативно помал раст во целата приказна, меѓутоа не е така. Кај нас веќе 18 месеци поред, од октомври 2023 година па наваму, основната базичната инфлација е повисока од стапката на нејзин раст, е поголем од порастот на цените на храната и енергијата. Тоа значи дека другите цени се тие кои што во основа ја движат инфлацијата. Тоа го потврди мисијата на Меѓународниот монетарен фонд, која што даде оценка дека базичната инфлација е така отпорна и тешко се совладува, и рече дека таа во значителна мерка се храни од порастот на платите. Сега, она што е битно кај инфлацијата е што да се направи, нели, односно инфлацијата. Да, добро, имавме одредени мерки. До неодамна беа на сила мерките кои ги имаша владата за ограничување на маржите и ограничување на дел од цените на основните производи. Дали е во ова формулата за корекција на пазарот? Да, прво, одговорноста во однос на инфлацијата не е кај владата. Значи, Законот за Народна банка вели дека стабилноста на цените е законска одговорност на Народна банка, така што тоа е првично прашање за Народна банка. Јас така и го разбирам ова целото, дека владата со својата интервенција кај цените сакаше, се надевам, краткорочно, да смири една, би рекол, ситуација на пазарот, каде што веруваше дека тоа е она што на краток рок може да даде резултат. На подолг рок во ваква ситуација, мислам генерално во вакви ситуации се реагира на пазарен начин. Пазарен начин би бил да имате вие нели стокови резерви, од стоковите резерви да изнесете производи на пазарот, при истата побарувачка со дополнителна понуда вие ќе влијаете во насока на намалување на цените. Проблемот, како што кажав преска со базичната инфлација е дека таа на некој начин сега е вградена во инфлаторните очекувања. И сега во главите на луѓето се очекувањата дека цените постојано ќе растат. Затоа што растат изминатите години и веројатно многу време ќе треба за да престане тоа очекување кај потрошувачите. Да, со тоа што знаете како сега. Тоа има дадени моменти кога веројатно треба оној кој што одговорен да интервенира малку да речам, интензивно, ќе се смират работите, меѓутоа ќе малку ќе потрае тоа. Тука мислите на Народната банка, како што претходно кажавте. Го гледа вашето излагање на самитот Македонија 2025, посветено во делот на привлекувањето на странски директни инвестиции. Сакав да ве прашам, бидејќи често зборуваме за тој вкупен износ на странски директни инвестиции кои го има во земјава, поретко зборуваме за структурата нивна. Дали имаме јасна стратегија, какви инвестиции ни се потребни, ако го земаме предвид пазарот на трудот, но и капацитетот на домашните компании кои треба да соработуваат со странскиот сектор? Да, имаше во еден поширок, да речем, контекст. Тоа беше една активност на Советот за странски инвестиции, меѓутоа имаше и луѓе од Македонија 2025 кои што учествуваа. Точно е таа констатација е точна дека ние кога зборуваме за странските директни инвестиции во основа зборуваме и тоа се политизира секогаш оваа година, онаа година, овој износ, оној износ и тука завршува од прилика муабетот. Меѓутоа, за мене лично прашањето на странските директни инвестиции е прашање на визија. Значи, како ја гледаме ние македонската економија 20 години од сега натаму?
Ако ја гледаме како една голема, да речеме, фабрика за производство на текстил, тогаш дај да привлекуваме такви компании кои што се трудоинтензивни, сите ќе бидат вработени, ама сите ќе имаат многу мали плати и тоа ќе биде тоа. Ако ја гледаме македонската економија 20 години од сега како една, да речем, дигитализирана економија, значи модерна, развиена економија со поинакви перформанси, тогаш такви странски директни инвестиции треба да привлекуваме. Значи, ние мора да го дефинираме прво, значи, каква економија сакаме, профилот на странската директна инвестиција, односно кои инвеститори сакаме да ги привлечеме и потоа да ги привлечеме. При тоа, јас, например, воопшто не би привлекувал, да речеме, трудоинтензивни инвестиции во трудоинтензивни области, бидејќи и се потешко е да се најдат вработени за таа работа, а и таму немате перспектива, бидејќи на други делови од светот, сега тоа глобален пазар, вие си конкурирате со некој во Бангладеш, со некој во Алжир и така натаму. И втората работа е околу профилот на потенцијалните странски инвеститори, може би да се размислува за компании кои што се со таква големина, значи не најголемите компании, туку компании со големина која што има возможува, која ќе влезат во Македонија да се донесе одлуката тие да се изберат некои локални снабдувачи, да не биде одлуката некаде во централата на другиот крај од светот, бидејќи тогаш единствената работа која што таков странски инвеститор ќе ја одлучи да соработува со некоја домашна компанија, ќе биде храната и превозот за вработените. Ние сакаме нешто повеќе од тоа. Имаме ли ние се уште работници да понудиме, затоа што пред 15 на 20 години, како што рековте, кога се привлекува компании кои што даваат ниски плати и отвараат меѓутоа голем број на работни места, ние имавме потреба од работни места за нашата работна сила. Сега ми се чини дека ситуацијата е обратна, односно ние немаме повеќе кадар за да им велиме на компаниите дојдете и ќе има кој да работи за ефтино. Да, мислам и она што и самите странски инвеститори во земјава велат, не е нискиот трошок пресуден, туку што она добивате вие за, да речем, како вредност од тоа што ќе инвестирате во земјава. Во Македонија има околу, да речеме, 100.000 невработени и нели беше и тоа на масата како тема дали треба да се увезуваат работници од странство. Јас не би брзал со увоз, јас би размислувал во насока зошто тие 100.000 невработени се невработени во ситуација кога постои општа, да речем, трка за луѓе кои што би работеле. И тука мислам дека е прашањето дали тие 100.000 луѓе имаат поттик некаков да бараат работа или тие ги уживаат сите права кои што постојат, а одбираат да не работат. Тоа мислам дека на ниво на некаков општествен договор не е коректна ситуација. Мислам дека ако сакате да ги уживате сите права кои што сакале да ги имате, значи зборуваме здравствено осигурување, да имате, мислам, образование и така натаму, мислам дека треба најмалку што треба да направите да барате работа, да сакате да најдете работа и да почнете да работите. Оваа мерка сега што додека бевме тука во студио со социјалната помош, па мислам дека тоа е една вака мерка да ја омекне целата ситуација. Значи почнете да работите, еве уште година дена ќе ви биде социјалната помош, дека видите дека подобро ви е да работите од што само социјална помош да примате. Па да видиме. Веројатно ќе требаат повеќе такви креативни мерки, затоа што пазарот на труд има потреба од работници. Македонија со години не може да оствари стапка на раст над 4%, што е минимум за да фати приклучок со Европската унија. Што според вас ја кочи економијата и каде грешат носителите на економската политика? Добро, ова е прилично, да речем вака, широко прашање. Јас малку би го, значи, комплексна е темата. Нашата среќа е во тоа што ние сме на тоа ниво на развој каде што отприлика се е измислено, помалку или повеќе за нас. Значи, кај нас е прашањето на дали ние сакаме од она што постои како одредени решенија во одредени области да го примениме кај нас. Значи, тоа е едната работа, тоа некогаш бара некакви реформи, чекори и така натаму, кои што не се баш популарни, кои што се длабоки и непријатни и така натаму, ама тоа е цената на успехот и подобриот стандард. Она што, имајќи предвид дека познати се работите во тој дел, она што мислам дека кај нас е битно се неколку предуслови за да можеме ние тоа да го правиме. Првиот предуслов е да имаме ние во парламентот
стабилно мнозинство кое што ќе може да генерира закони, прописи, се што треба за она што сакаме да се направи. Тоа го имаме сега, и тоа после сега го подолго имаме, време. после подолго време. Затоа што кога не е така работата, кога е она 2-3 гласа плюс минус и тогаш се замрзнува целата ситуација и ние сега тоа е лет во место, 3 години, 4 години стоиме во место, ништо по правило, ништо драматично не се случува. Втората работа е да имате некаков план каде сакате да стигнете. Сега ние имаме национална развојна стратегија, ја финансираше UNDP, во парламентот сите партии ја изгласаа, тоа би требало да даде одредена насока. Значи тоа е стратегија од 24 до 44, следните 20 години, сега веќе 19. Треба да има желба да биде инклузивен процесот. Значи ние сме мала земја, ние сме еден град, практично во европски стандарди. Можете ли да си дозволите да не ги вклучите сите кои што може да помогнат во процесот? Ако сте за да бидете инклузивен во процесот и ги вклучите сите кои што сакаат да помогнат, тоа е голем придонес во целата работа. И четвртата работа е какви год одлуки да се носат врз основа на податоци, наука и сето на што значи основа за носење на здрава одлука. Имате ли вие впечаток дека досега ниту една влада, независно од бојата, немала храброст да преземе некои структурни реформи, дали е тоа јавната администрација, пензискиот систем, владењето на правото, прашања кои што значително влијаат на економските теми индиректно? Апсолутно. Мислам дека дали немала храброст. Значи, во најголем дел ние сме имале таа ситуација на мала разлика во парламентот и тоа ги кочело и ги парализирало работите. Јас, да ви кажам, имав прилика пред известно време да го видам, да речеме, стратешкиот план на УЈП. Прилично амбициозен вака, прилично, да речем, разработен. Околу јавната администрација таа е болна тема и таа тема бара онака темелен пристап, таа е тема поврзана со платите во јавната администрација. Неколку работи се. Вие не можете никаква реформа да успеете да направите ако немате столбот на реформата, вие администрацијата. Таа е таа која што и год да смислите, таму треба да се реализира. Таа треба да биде добро платена, меѓутоа е прашањето дали таа плата може на одреден начин, за да не биде арбитрарно одредена, да се врзе за одредена работа. Еве едно размислување. Кај јавната администрација е потешко продуктивноста да се измери за разлика од приватниот сектор, нели, од аспект на индикаторите. Меѓутоа, еве, јас сум пишувал за ова и сум зборувал за ова, може да се размисли платата на јавната администрација да се врзе со растот на економијата. И практично зголемувањето на платата во, да речеме, година дена после онаа година за која што ќе се гледа резултатот на економијата, ви доаѓа како бонус и вие сте имале учество за тоа што економијата растела повеќе. Колку повеќе расте економијата, толку вие да имате, да речем, поголема плата. Ама тоа е двонасочна улица. Тоа значи дека ако имаме рецесија и ако на економијата не и оди, тогаш и приходите во буџетот ќе бидат помали, тоа ќе треба да се оди во обратната насока. Ако размислувате како политичар, веројатно тешко е да се прифати вакво решение, затоа што е непопуларно. Ние имаме стотици илјади луѓе во јавниот сектор да се доведат во ситуација да им се намали плата, веројатно е непопуларно. Знаете како? Непопуларно е во првиот момент. Јас верувам дека за многу луѓе е непопуларно, да речеме, ево ова сега што се прави во сообраќајот, сите мерки за зголемување на безбедноста и практично дисциплината во сообраќајот. Луѓето не се среќни со тоа што некој сега почнал повеќе да казнува, да речеме, од порано. Ама ако ги прашате, они знаат дека тоа е добро и дека тоа така треба да биде. Така што во првиот момент тоа изгледа непопуларно, меѓутоа на подолг рок секој знае дека не може вештачки да ја добива платата или да не се однесува дисциплинирано во сообраќајот. Значи, сакам да кажам, на подолг рок ќе дојде поддршката. Исто ви е во борбата против корупцијата, борбата против сивата економија. Оние кои што тргнаа сега во таа борба затоа и се популарни. Да, кога го зборувавте ова, може паралела да се направи, ние сите сакаме сите да имаат што повеќе права,
Меѓутоа не сакаме да ги платиме трошоците за тие права. Ние сите сакаме да нема сообраќајни несреќи, меѓутоа не сакаме да бидеме казнети затоа што не носиме појас или затоа што Тоа е поврзано брзо едното возиме. со другото, да. Така што е многу тука- важно сите чинители да бидат вклучени и да ги почитуваат. Да, правилата и значи мерките. цената политичка ќе се плати на краток рок, на долг рок тоа е добитна комбинација, во крајна линија тоа е добитна комбинација